Вчера попладнето Струмичко беше зафатено од поројни врнежи од дожд, кои предизвикаа поплави на повеќе улици во градот, кои и најчесто при вакви обилни врнежи се поплавуваат. Од фотографиите и видеоснимките кои се споделуваа на социјалните мрежи, но и од она што можеше да го забележи нашата камера на терен, големо количество вода ја преполни и гаражата под градскиот плоштад како најниска точка. Состојбата таму денес е стабилизирана, а од јавното претпријатие паркиралишта информираа дека со трите водени пумпи прифатена е целокупната количина на вода и работата на паркингот е вратена во нормала. Во останатите делови од градот поголеми количества вода беа насобрани на улиците Младинска, Ленинова и порој од Крушевска република. Граѓаните кои денес ги затекнавме на местото каде поплавите беа најголеми, велат дека проблемот со надојдената вода се провлекува со години наназад и им ги создава истите маки. Да, околина тука имале нешто вода у подрума, но не многу. С мотора искарале га, како што кажувам. А иначе нагоре и Младинска улица. Таа Младинска тука што е. Тука нешто, таа канализација беше запушена. Тука работаа нешто на неја. И после други проблеми немаше. Дел тука канало спаѓа под локалната самоуправа. До тука. А од тука натаму влада кажа, ти требало да го чисти. Од таму. Сега тука секој пат е чисто, а од тука надоле тешко. Секој пат. За 40 сантиметра преливаше канал. Не прослова јавани 300 евра за дека имам парно подрумо пред спас. Понапред беше горе, од пред 5-6 години. Дали секој се случува? Секој пат така, да. Чим не ода водата секој? доле, има се. Право преко шахта ни събрајќи преко канализацијата. Доаѓаат ли екипите на комуналец на време да изчистат? Редко. Редко. Снощи дојдеме, кога истече водата, дојдеме кај 8 сат, таму колку беше, јас не знам. Да разчистуват малку, да тргне водата. Таа е важно загрозена, таа е цела улица тука загрозена, од горе до доле и од зад луѓето. Как мисле таа власт, што мисле? Това било на општината од каналу на ваму, од каналу надоле од мостот, па било на државата. И која е таа држава? Нели сме се исти тука? А треба и да чистат и доле каналите. Раководители од општинските институции, комуналец и водовод и канализација денес истакнаа дека се собрани 8 метри кубни наноси, но дека состојбата со атмосферските канализации е стабилна и дека долниот дел од градот кој секогаш е најпогоден од врнежите е нормализиран. Во текот на денешниот ден, екипите на јавното претпријатие Комуналец од Струмица се излезли на терен и само како податок до граѓаните на општина Струмица дека и на толку големо количество на врнет дожд во нашиот град, денес ги помиравме сите улици и можем да кажем дека улиците се безпрекорно чисти. Значи не е како при изминатите години да има наноси од песок и од кал. Канализационниот систем на градот Струмица е поделен на фекален и атмосферски. Во таков случај, при такви огромни врнежи, станува збор и за мешање на фекалната и атмосферските води. Овие обилни врнежи предизвикаа навистина проблеми во долниот дел од градот, но брзо време, по престанувањето на дождот, водата се повлече од долниот дел од градот, што тоа ни дава сигурност дека канализационниот систем е во функција во целост. Според управата за хидрометеоролошки работи, најмногу дожд ова деноноќе е наврнало токму во Струмица, односно 71 литар на метар квадратен. Оттаму известуваат дека времето и денеска ќе биде претежно облачно и свежо со врнежи од дожд, а стабилизација се очекува дури од почетокот на наредната недела.